Тишина! Драги брате, избраниче народен, ти ги слушаш воодушевените извици на народов, што го смета твојот збор како победа на народната свест, а како пораз на насилството и неправдата. Довербата, што вака блескаво ти ја манифестиравме денес, ние твоите избраници, ќе оправдаш единствено со твојата работа во Скупштината. Работа што на прво место треба да истакне твојата и нашата љубов спрема татковината. Драги браќа, довербата што ми ја искажавте денес е јасен израз на вашите желби да бидат во народното правителство застапени вашите интереси за доброто и напредокот на нашата татковина. Господи Боже, што ти е живот? Само кога ќе помислам, мрвка мес. Еве, олкава мрвка мес. И сега таа мрвка месо министер. И ми седи на колено. Живи Бога ми седеше на колено. А кога малку подпораснах, јас ке седнам вака во фотелета, ќе префрлам ногата преку нога, а тој ќе ми го јавне стапалото па се клацка, а јас му велам опса. Па што плачеш сега? Па така ме потресува кога ќе си спомнам. Ама што има да те потресува тоа дека јас викам опса. Ама не тоа туку, онека ме потресува кога раскажуваш така. А сега веќе не ги јава моите стапала, туку е јавнал министерската фотелја. И не чека јас да му викнам опса, ами сам си вика опса. Ја јавнал, Бога ми ја јавнал. Ако сакаш искрено да ти кажам, пријателе, беше немирен како мал. Беше, Ама ќе се смиреше кога ќе му подвикнем С. Ама тоа тогаш. Ајде сега речи му тоа, ако смееш. Можеш да си замислиш како ќе изгледа тоа на еден министер да му се закани со прст и да му речеш С. Ало, добро вечер, докторе. Веќе ме познавте, да. Мило ми е. Не, докторе, да, малку сум возбуден. Не е срцето. Не, туку образот. Да, посрамотен сум. Не е срцето, образот, докторе. Да, ќерка ми ме посрамоти и сега барам помош.
се создадил? Види го сега, види го! Си избегала. Ajde, зборувай. Що го заеде детето без да го поздравиш? Кого да поздравя, Мори? Знаеш ли що има сторено? Що? Пак ли нещо лошо? Не. Избегал от затворот. От каков затвор, бе? Воен! Господи, таманарно ќе зарни. Лошо ќе не поглаве се. Ajde, веднаш надор! Ajde, надор! Гони го, детето! Олабави се. Олабави се. Не плаши се. Не плаши се. Сами сме. Сами. Ќе не повозиш ли нас понекогаш низ чаршијата? Онага, колку да види светот. Може ли? Да, Еле... Ќе се ангела за од среќа. Значи, се погодивме, не? да. Зошто? Како Зошто бе? ме испачуваш толку? Зошто ме испачуваш? Ако те споредувам со вол, ти правам комплимент. Волот е најчесто животно. Ајде рипај. Рикли ме да рикнеш. Како вол бе? Слушај, пушти ме да си одам, Не може сега да слушнам како петел, весело како петел. Како петел. Тоа не може, Весело! не може. Кукурику! Како весело, не тешко. Сино, така. Кукурику! Слушај, пушти ме да си одам, те молам како брат, пушти ме да си одам, слушаш ти? Пушти ме да си одам, те молам како брат, пушти ме да си одам. Не може свиња да ми биде брат. Сега да слушнам една арија ала бишка. Тоа не може! Може! Не може тоа! Слушаш ти? Бишка! Не може! Бишка! Не може! Бишка! Бишка! Слушај, пушти ме да си одам. Еве, ќе ја земам сестра ти, ако е трудно друг, нека е трудно друг, ќе ја земам, без слушаш ли, само пушти ме да си одам, ќе ја земам сестра ти. Не сакам ништо од она што татко ти ми мети. Пушти ме да си одам, зошто? Сини! Зошто не ми веруваш? Сини! Се чувствувам како човек што победил рак на белите дробови. И сега сиот воздух ми е малку. Кавијар. Оригинален. Што е сега? Трудне е! О, Някъде тук баре чаре! од ангеле, а? Каков ангели да те земат? Се запозна одве пред една недела, мислиш да зборуваш? И од кого, Мори? Што знам од кого? Од некои панкери, шминкери, крокодили? Може би од некој возраст? Доста! Бежи! Ќе умрем ако од некој возраст земе? Престани! Ќе се оте помагам! Чекај, не отепувай се! Доста! Како се стрижеше, Мори? Зборувај! Има ли жена и деца? А? Нема. Нема. Националност? Не знам. Не знаеш. Води ме да го идентификувам. Леле, кој некој црнец. Тоа кој црнец, сакам да го видам и готово. Црнец. Не е црнец, толку кинез. О, колку звезди на небото, толку кинези на земјата. Добро, Фимо, Кажи, Постојан. едно сакам да ми кажеш. Лажат ли ти какавана за смоко или навистина постоја такво чудо? Се им изделу од магазин. И железо, и ламарина, и тенџерина, и сарча, и се друго што не е заеден. Дали е можно тоа? Ами, ако некој еднаш го фати големиот смок, побарај да го распорат. Ако најдеш гомна, вистина е дека железото го изело. Това ми личе на смок
с човечки нозе. За големиот бел смок домашар постојат разни приказни. Во него може да биде духот на некој предок или духот на некој жив роднина. Некои сметаат дека е тоа достаточна причина да не се убива. А за други, токму тоа е причина да се убие. И добро, не ли е грех да се утепува домашно шеје? За смокот се верува дека е понекогаш чувар на скриено азно и заштитник на куќата и бебињата во лулките и дека никој не смее да го дивне. Од друга страна, многумина веруваат дека донесува големо зло и дека онаа куќа во која он осимне ја чека голема несреќа и дека оној што ќе го види мора да умре. Значи јас и патоне, Друг посала мабет немаш и мори, кобник и не кобнико. Ајде јак стане. Чајре некакво за смоко нема љаба во филм? Да не му го спомнуваш името не е лошо. Тоа не значи дека го нема, ама барем не ти е во главата. Тихичко. Крк, крк, само така праве. Крк, крк. Татко ти куртулица ли? Тогаш за тогаш. По половина година умре. Ангелите му се биле славиве. Ак те чува Господ, змие не ти може ништо. Ја, една жена од Бадиля, си одила по пато и носила на грбо една подница леп. Арноама од едно дрво гаскевала една змија. И на една цап! И се фарлила, Арноама се забудела у врелио леп и така останала да висе и да се влече по некак пашка. Еден ден да нафатат за врато и да ни кажат върнейте ги дуговето. Готови сме, за сол пари ке нема. Ја, на друг ти има, бе ти разкажувай му ги. Зар јас не гледам како народу жугна? Секој трет се готве къща да прави. Ке права. Ке права, ама кога ке чукна барабан. Кога ке викна барабанчи. Какво би сега Скопје? Там ке работам. Нареди го от първи. Скопје од први. Как бе Скопје први? Па ние още не сме те видели. И шоки ме гледате, не сте ме видели. Абе, 7 години те нема дома. 7 години с пошти се разправаме, с колете праќане и пари. Мислях малко да ме подпраш. И аз ке те подпрам. Абе, стари, още не една плата не съм вземала, ти веки рачунаш как да ме оплячкаш. Малко ли цовците и не ви, тай кажи. Дек можем я с тебе да стигнем? Как бе така абсъздам, бе? Не е останало паянтава струмица, бе. Тука глава не можеш да дигнеш от завидливи. Не останало. Требно се скопи. Скопи. Първи. А как ти кажа, още ти не се видели. И шо има да видели? Абе, 7 години те чекаваме, Василко. 7 години се разправяваме с почти, пощачи, с колете и телеграми. Мислях малко да ме подпраш. Да, бе, аз те подпрам. Още една плата не е плана, открош как да ме ограбиш. Малко ли цени вигиновцата? Дек може нас с тебе да те стигне. Как се знае? Не е останало му тази паянтова струмица. Знаеш шо вика Богта фирма? Айде чум шо вика Богта фирма. Като ваѓало времето на големиот смок вика, не требало да се работи. Нојци, не си смеял да разчинал, така да ги отвараш и да штракаш с них. А Воло, не требало да го фајкеш за ругол. Жените... Само за тъжат. А шала ти сто? Жените не требало да дръндат, да влачат, да бредат, да кърпат, да шият, ни па да се чешат. А нарочно па било забрано у дължина да са мере. А ние сакме да весме црева и да ги плетме. А ти друг посалава, бе, не ожил. Пази, тушке, вика бабата. Са струнни са и вие кереси. Змиита е газда у къща. Кой е отепа? Мора да умре. Али, бъргаци,
От царова къща вояки отваряме. Каквото попадаме, ти попадаме! Нищо не е за продаване! Нищо! Колко те гледам, синке, все по-лична стоиш. От църква идам, Костадине. Бех пред света пречиста. Да я дарувам. Костадине, денес много, много те милувам. И аз те милувам, синке. Оди ли? Одих. И? Не биде. Не. Знам и аз. Пари им трябват пусти да им останат. Ти знаеш, Костадине, още от старо е така. Да ве плаќаат. Купуваат. Но зошто? Зошто тоа сакам да знам? Срамота е тоа што се прави со човечкото срце. И дедо ти така ме даде. И тој бил джамбас. Пари им трябват. Пусти да останат. Още от старо е така. Да се плаќаат. Купуваат. Ама зошто? Зошто? Тоа сакам да знам. Срамота е тоа што се прави со човечкото срце. Ама и дедо ти така ме даде. И тој бил джамбас. Дал и треба да вземеш. Будала бил, што дал? Мълчи си. Согласен ли си да ми я дадеш симка? Кой си ти тебе да ти я дадам? Не ти я давам! Дадена е! Не я давам! Дадена е! Не я давам! Дадена е! Аз мисли, Йордане! Немoj do лошо да дойде. Согласи се. Јас и Симка се милуваме. Ете ја Симка. Нека ти каже. Кој е нечесен? Безред? Слушај, Јордане, како човек те прашам. Согласен ли си да ми ја дадеш Симка како се може? Кој си ти, бе? Тебе да ти ја дадам? Не ти ја дадам. Дадам. Само ти немате пациенти, па си викам да не напаните един камион от страх. Какво казва ти, бе, зелен доктор? Болни ли няма, а? Болно гледачи, кажи няма. А болни, колко ти душа иска. Що съм аз? Що тук представлявам, а? Ай, старе, бе! Детета, сак ми кават ти сак. И ти дадам аз това е зелен. Так те казват, нали? Зеления доктор. Щом не искаш, аз навади градината. Да, питам. Дек бе събали скилините? Бе ли пред моята къща? Бе, ти не си бе, ти го грок. Ако бе събали, дек са да не лепна. Не знам. Знай! Аз да питам. Ти е слънцето мой или тво? Не знам. Кажи ми ти. От такава бишкова глава. Не знаеш ти, слънцето пред моята къща, да? Не. Пред моя плод? Не. На моя плод? Не знам. Така да научиш. Мислиш дека е твое? Будали сте, а? За слънцето му припадя само на еден, тоа е и мое. Твоето слънце. Зар може слънцето да биде само твое, а? Ами чие, бе? На Господ. Не, само беля сега да матури. Да го отебам и да влезеш му да провочката ме я. На Господ. Ама от не кажеш на сите, от я! Еве, кажувам, на сите. Тоа му припаѓа на сите. Тоа е общо, заедничко. Може секој творлак може да се горди се на мојот зид. Да, секој има право да се грее на него. От тебе така човек ти живота не си го жалиш, от тебе навесуваш. Сакаш да кажеш и секој може да го горди за своја помочен тутун на мојото срце да се пече? Да, токму тоа сакаш. Шо е, чиче, болен си, а? Не го дигаш! От мартовац по-лош изгледаш. Нищо не ме. Имам здраво сърце. Отци тога е толкова шът, треска да не те треска. Отвинаги ме е боята такава. Да се обложиме, дека на враќање нема да ја најдете жената од диспансерот. Ниту пак ќе ја завршите својата слика. Како се осмелуват? Од каде знаеш? Од стварноста на животот. Зошто Леонардо не ја завршил својата слика? Кој ви прикажувал за тие нешта? Без друго оној Клован, Арпаджиков, Марулски. Не ја завршил,
затоа што главниот јунак му исчезнал од светот. Тркалезна ко глобус. На кој дел од незиното тело стои Ирска? Ирска? Да. На задникот, господине. Шкотска? Шкотска. Шкотска ја најдов по голотијата. Англија? Англија. Англија мислам, господине, дека и стои напредан, судејќи по солината вода што течеше меѓу неа и Франција. На вашето братиче, на вашите малечки тракалезни цицинја, на вашата... Не! Сушто, целата ваша личност ќе биде на моје располагање и јас ќе можам да ме милувам колку што ќе посакам. Кукло моје сакано, сигурно и вие сте многу задоволна две часки. Сосема задоволна. Ви се колнам. Затоа што строгоста на мојот татко ме држеше досега во затвор, најстрашен на свет. Сонувам за малку слобода и стопати посакав да ме омажи за било кој. Во оваа негова поема тој сака да докаже колку е трагикомична неправдата која што човекот ја направил спрема ногата на слонот. Ногата на слонот била грда, била тропава, но не е мили мој слонот е лирско живот. Доколку ми дозволите, јас само би сакал да ги искажам последните стихови кои што тој ми ги прати утрина. Знаеш дека штом те видов долу на улицата, се ми стана јасно. Тебе ти е местото за мене. Имам бар. Водам агенција со риби, ама тие се шкарт. Ти ќе бидеш нешто посебно. Ќе бидеш мојата звезда, мојата кралица. Луѓето ќе чекаат наред само да фрлат поглед врз тебе. Еј, ќе бидат срекни да платат дркање пред тебе, Мојот стар беше лудок. Ја малаше мајка ми кога ќе му текне денје ноги. Додека другите деца гледаат телевизија и јас гледав како стариот ја растура мајка ми. Тоа беше мојот крими филм, мелодрама и серија за целото моје семејство комплет. Ме малаше и мене. Имам лузни од токата на гајшо. Сега знам. Антифол е плут. Инаку, никогаш вака не би постапил. Ми го зеде прстенот од 40 дукати, а за него ми вети ланец. Но сега, сето ова го одрекува. Покрај ова лудост невидена, луда му беше денес и приказната наручек, дека дома предност му затвориле. Веројатно, жена
му, знаејќи му го ујотот, намерно вратата ја заклучила. Сега ќе треба да појдам во домот негов и да ја раскажем на жена му како дома тој денес колут ми влезе и насила ми го зеде прстенот. Вака е најдобро да сторам 40 дукати да не ми изгорат. Секогаш ми интересирала една работа. Зошто бе брат некој колба се ги викаат чајни? А? И некој паштети ги викаат чајни, брат? Мислам, што значи тоа, бе? Зерем се направени да се јадат со чај, а? Уште од малечек ме гледат сомнежи, контроверзи, пички материни! Паштета за појадок секое утро, без исклучок и некој не знае да ти каже зошто се вика чајна! Јас сакам да се мажам. Уште во 6-та година знаев да си ја нацртам венчаница. Би можела да те научам. Сакам венчаница од половина $1.000.000. Сакам да ме побара за жена султанот од Брунеј или принцот Вилијам. Но никој нема да ме побара за жена ако станам дета клошарка. Наспроти тоа, ако ја следам вистинската трага, ќе наидам на оној кој ми е судбински предодреден. За оној кој ќе поминам низ еротското живување на апсолутен тантрички склад. Доаѓам од кај Робеспиер. Слушам. Објавиле некоја прокламација. Тие сметаат дека ништо друго не им приостанува туку да се наметнат со сила. И ми се чини дека пак ќе сакаат крв. Народот е во материјална беда. Чинијата со крв не смее да се полни повеќе за да не стане оружје на комисијата. Ним им треба уште една важна глава. Јас го знам тоа. Револуцијата ги јаде своите собствени деца. Сепак, неке се осмела да удрат на мене. Дантон, ти си мртов светец. Мислиш дека тебе би те оставиле да стоиш така како споменик, а? А моето име? А народот? За народот слабоста и умереноста се едно исто. Тој ги убива оние кои заостануваат. Ние се познаваме од порано. Ана и јас. Се запознавме во павот Скитник и се допаднав. Имавме една сцена. Немаше пари, па и донесов некаков пијалок. Ме гледаше со своите големи очи плашливо и знаеш тие работи, не? Денес ќе го проследиме зборот Сонце низ повеќе групи на јазици, почнувајќи од европската, па се до индоевропските групи на јазици. На санскрит за Сонце се вели сон, запишете. Санскрит сон, запишете? Да, запишете. Возот за Бердијанск, ве молам, дали доаѓа нови перон? Били касти. Šta je to? Сега ќе ти објаснам. Тоа ти е простор заграден со трска во вид на круг, како срце. Одозгоро има мрежа, 1,5 метра над водата. Внатре има мртва риба. Од едната страна има отвор широк 10 сантиметри, од каде што влегуваат птиците, арно, ама не можат да излезат. Тука рибарите ги ловат и им ги сечат луѓето. Шо е? Телефон? Кој? Ало, што кажа за Думбртов, а? Думбртов! За Думбртов, што кажа за Думбртов? Аз си Думбртон! Па заледе Думбртон! Јас сам дал текме од Думбртон! Ај, ости ме на рад, ајде! Ај, ости ме, не е време са! Пак ти, Думбртон, вошки ми изумрел.
Какво сопче? Какво сопче? Какво сопче? Какво сопче? Какво сопче? Какво сопче? Отлично правеше майка ми, Бог да я прости. Госпогице Комче, да пукнеш от пиење. Птиците така ја беа испосрале бомбата, што майка ми помисли дека е вишна, да дури црвена залозно ја зрела. Майка ми се израдува дека вишната ми родила на голема вишна и ја стави во соковникот да се свари. Тогаш и пукна слепото црево и кутата си умре. Господјо, спасувајте се! Господјо, спасувајте се! Господарот мој и пажот негов се ослободија. Сите слугинки поред ги испонатепаа. Го врзаа докторот, а брадата цела му е подгорија со гламни. Штом ќе се запалеше, веднаш ја гасеа, фрлајки му кофи валка на вода в лице. Сега господарот за трпение му зборува, а пажот негов со ножици го стриже. Пинча кога да ја падне. И ако веднаш не испратите помош, мислам дека наскоро ќе го испратат на небо. Јас не знам колку таа вечерка е лъскава, ама поводо е лъскав, нема додека. Почитувани дами и господа, драги пријатели и љубители на театарската уметност, уште еднаш добро вечер и добре дојдовте на одбележувањето на јубилеот 60 години постоење и работа на Струмичкиот театар. Во чест на јубилеот збор има раководителот на Струмичкиот театар, господинот Драган Маджинов. Господин Маджинов, говорите. Шеесет години Народен театар Антон Панов Струмица. Годините одминуваат за да се присетуваме на нив. Кога некој ќе каже дека има 60 лета во него, го обзема страв. Но кога ќе се слушна дека некој друг има исто толку чувство возги. А театорот има и двете осени, и возги. Просторот меѓу тие две мокни чувства е сцената за која треба да се одиграат и собствениот и тугите животи. Струмичкиот театар полека се доближува до возраста на својот заштитник Антон Панов. А театарот никогаш нема да се упокои, толку само лажни смрти поминале низ оваа сцена, толку само плакување и воскреснување има во памета на актерите и гледачите. Овој ден и припаѓа на сите што поминале, што останале, што заминале одлука, и силното светло на рефлекторите и силниот мрак кога се стишува. Сите овие луѓе се трпеливите свеки на овој голем роден ден. Затоа ќе замолам за едноминутен молк за сите оние што за секогаш сгасна и напуштија оваа сцена, правејќи се на неа само низ сеќавање. Слава им! Нека е честит 60-тиот роден ден на Струмичкиот театар. Од името на вработените од Струмичкиот театар ја имаме честа да дадаме благодарници веднаш по свеченоста во фоето, кои се заслужни за устојување на овој театар. Тоа се Димитар Христоманов, Томе Спасов, Раде Вучетик, Лазо Новаков, Весна Таковска, Ристо Костов, Душко Костов, Кире Здравески, Љубица Пиперевска, Тинка Ристеска, Георги Шарламанов, Зора Георгиева, Божидар Димитров,
Стојан Стојановски, Васен Манчев, Митко Мачинков, Горан Тречовски, Јави Бојчи, Бранко Ставлев. Му благодариме на господинот Маджиров и како што веќе рече тој, овие благодарници по повод јубилејот 60 години Струмички театар ќе бидат врачени веднаш по завршувањето на оваа свечена академија. А на адреса на Струмичкиот театар по повод јубилејот пристигнаа поголем број телеграми и писма. Во интерес на времето ќе прочитаме само 3. Во писмото, во едно подолго писмо од академика Митко Маджунков, на крајот од него се вели: она што може да го сотре животот, не смее да ја сотре уметноста. А она што ќе уништи единката, не смее да ги уништи градовите или нивните театри. Ќе завршам со 2 стиха од Милош Црњански, во кои поетот зборува токму за живавоста на градовите. А каде се градовите, тука се и театрите. А кога ќе ми скршат душа и копие и одерат кожа, тебе знам дека не можам. Срдечно ве поздравува ваш Митко Маджунков. Една телеграма пристигна од фестивалот Охридско лето. Во неа се вели: почитувани, ви го честитаме големиот јубилеј 60 години на театарот Антон Панов од Струмица. Со своите театарски остварувања на програмите на фестивалот Охридско лето, театарот Антон Панов во изминативе години даде посебен придонес во афирмацијата на театарската уметност, како и во афирмацијата на фестивалот. Ви посакуваме уште многу години успешна работа и успеси. Фестивал Охридско лето, директор Тони Симоновски. И за крај една телеграма пристигната од Министерството за култура на Република Македонија. Во неа се вели: најнапред сакам да ви се заблагодарам за поканата за присуство на свечената академија по повод јубилејот 60 години постоење на Народниот театар Антон Панов Струмица, а воедно и да ви го честитам истиот, упатувајќи ви искрена поддршка за сите активности кои ги превземате во насока на афирмирањето на културата и уметноста во Струмица и во регионот. Со особено жалење ви известувам дека поради веќе предвидени неотложни работи не сум во можност да присуствувам на академијата, но во моје име ќе биде присутен представник од Министерството за култура. Ви посакувам успех во понатамошната работа, со изрази на особено почит, магистар Елизавета Канчевска-Милевска. И, драги мои, толку од мене сега за сега. А сега театар.
Но зато пък ми бара слава. Вистинска, шумна слава. Почнува да ми се върти в главата. Ще направим сега. Трябва да се напише молба и към молбата да се приложи фотография. И тоа без разлика на дължината на животот, биографията трябва да бъде ясна. Задължителна е збриеността и селекцията на фактите. Промена на пейсажите во адреси, а колебливите спомени во неподвижни дати. Од сите љубови, доволна е само брачната. Пишувај така како никогаш да не си разговарала со себе и заобиколувај оддалеку. Затоа што подобро е цената отколку вредноста, нели? И насловот отколку содржината. Подобро е бројот на чеплите отколку каде оди тој. Тој за кого се сметаш. Слушаш ли? Што? Тропотот на машините кои мелат хартија. Не. Не. Вака беше. Прво, јас сакам да се запоснам во театар. Добро. Ама моите ме на кова и почнам да работам во Електротехникс, продажба на апарати за причење и друга електрична роба. Та-та-да-да-та-та. Браво! Јарно, јас една вечер се начукав и нормално следниот ден дошлев на работа. Еј, шефот с песна. И вело, разочарување, и старо пивско буре. Ей! Нормално дојде до кавга и јас се заминам. Не, врати се ти молам, остани! Дома само продолжи. Тацо дознал се. Татко ми се дереше и си ги бараше назад парите, што ми ги поземи тогаш кога почнав да работам кај Електротехникс, продажба на апарати за причање и друга електрична роба. Та-та-да-да-та-та. Тарлам. Татко ми си мислеше дека ќе можем да му враќам на рат и кога веќе имам редовни примања, нели сега веќе ништо не е редовно, па дори ни во Електротехникс, продажба на апарати за причање и друга електрична роба. И тато ти се молам. И сакал некел морав да се започна во театар. И испадна дека за млад актер таму даваат само 250. Зборувајте ја логата лесно и без запнување. Зошто ако ја джвакате како многу ваши актери, би било подобро да му ја дадам на градскиот барабанџија. Освен тоа, не стругајте со рацете како со пила низ воздухот, туку за се пронајдете мука. Дури во ураганот на страста, учете се на здржаност, кое што на сите нешта им придава стојност. Како да не се навредуваш кога гледаш едно влекесто детиште со раздушавена перика, како пред тебе ја распарталува страста, само за да ја воскити и најлошата публика, која пак нема поим од ништо друго, освен од пантомима и глупава котница. Јас би оставила да го изшиват тој парталко. Да, сум гледала актери, прославени дури до небото, кои да не се изразат простачки, не личија ни на крстени, ни на некрстени
механичар на природата го создал човека и тоа. Толку невешто. А за оние што ќе бидат шутови, ве молам, не дозволувајте им да зборуваат повеќе од она што е напишано за ви. Да, те имат обичај да се кикотат само за да ја расположат и најлошата публика во некој момент суштествен за текот на пиесата. Такви работи не се дозволени. И го покажува само ефтиното самолюбие на тие шутови. И кој од нас двајца е будала? Ти препуштам да погодиш. Ти? Би ви одлекнал да не сте така кнеги. Врз која основа, момче? Врз основа на фактот, чиз колејката келава на самиот крон, таткото на време. Ајде да чујам. Оној што келавил по природен пат, нема време да си ја врати косата. Ни по судски пат, ни по судсан. Единствено му останува да си купи пенка. Или пък да си ја поврати косата на друг човек. Зашто времето е толкава циция за коса, кога таа не ли толку бујно расте? Затоа што тој благодет им го дава на животните. А она што им го зело на луѓето во косата, им го дава во паметот. Но многу луѓе имаат повеќе коса од памет. Ние не е без толку памет, па да си ја загуби коса. Но ти заклучи, дека тој што има многу коса има малку памет. Помалку памет побрзо се губи, но и за тоа си има причина. Која? Има две и тоа добри. Да чујам. Првата е да заштети пари што ги троши за дотерување. А втората? Кога јаде да не му паѓаат блатна в чорба. Значи цело време сакаш да докажеш дека нема време се да се стигне, ама тоа и го стори. Докажав дека нема време да се поврати косата изгубена по природен пат. Да, добро го ред, но не ти е добра причината зашто нема време таа да се поврати. Ќе ја подобрам. И времето е келаво, па до пропаста на светот има многу келави следбеници. Знаем дека заклучокот ќе биде кела. Погледај таму некој нима. Мислях, јас раководов с лудницата, она ја дегвила. Спокойно, колега. Лудницата е насекаде. Важно ние да сме си на своето место. Докторе Трендафилов, јас не сам дојден тука случајно. Па никој не е тука случајно. Поведете, кажете зашто сте дојдели. Па икс пати, што сам кажал до сега. Туберкулозна прегазена болест и припаѓа на минат. Мислите? Коховиот бацил е победен. А тај твој диспансер, знаеш ли што представува, колега? Медицинска археологија. Не, мој колега. Тоа е се уште болница со многу тешки случаи, но јас би сакал вашите зборови навреме да станат стварност. Как станат каде ќе стана? Кој повеќе го смете туберкулозата за болест, а? Сега е на мода канцеро и се разбира лудил. Зар е болеста според вас мода? Па на некој начин, да. И како и модата со времето застарува. И застарева, издудева, како свршена војна, колега. Независно број на жртви. Поможи и така да се Браво. Браво, интересно гледаш. Е, да не сте доктор, би можел да помислам дека не сте доктор. Кои сте вие? Вие кои сте? Наварна компанија.
наоколо. От една страна пече арнове, от другата сече. Яйцата ги греете, а на говезите ги ладате. Смог сте пущили общината, браво! Само и само подпис да не ви се направя. Отпис токата да се напише. Колко работите за пущик немате. А ви рано да се ваде паржоли ядате. Добре, знаете ли как и въпатат са братовите и как ги кажат ани пара и си, върнете ги парите, що ги правите тогава? Една марула на ден спечалваме и толкова можем да изядеме. Смирите се, батке, ти покажеш, смирите се малко, Що? Викам, смирите се малко, байкиро, що не? Да се смирам ли, бе? Знаете ли вие, оти сето това, що го ядам и пиеме, от е земено назаем? Знаете ли как въпатат за братовите и как ги кажат, върнайте ги доловите, що ги прави тогава? Укърпа кива нема връзано, очни има да ги укукорите, кути вана заед. Не! Ти вземна кредит? От такви трошкоджи, върбаната на държава. И как храната, не храната като човеци, ами какво е ване? Има ли сте ви работа со кредити, со банки? Да. Сите до тук стоят. Как и това банки, как ти служат на 15 известието? Що ти правите? Защо пари кинеете? Банкаро, волата ти да държи до тук, бе, до кушата. Цял живот су памук, кръвта ти ги изпи. 2 днара дома нема да даде да отнесеш. Не гледате ли, от и държавата е ограбена. Все се изкраде. Може ли да сретнеш един човек на улицата? Това някой да ти потера 5 банки жълти пари не може да му дадеш. А як сакаш да му дадеш отека, и он не може да ти даде, да ти нема. Е сглупно! Срам те, бил шубута. Аз съм пущен човек. Ето времето работа. Кого заде? От Стромица за Загреб водах со една марула учево. Дали си оставах за друг ден да ми се найде? Всекой убивша Югославия не знае. И не може да му текне да ма черпя с нещо. А камо ли ручочи и вечери да ми дава обутението. А сега тия луите пари шо правят? Злобни пари! По 3 певачки! По 3 певачки не една чипе, а они чикитон! Мислиш, тако му изяви! Добре! И викам аз, как и тумнате! Ки видите, шо е бе ясна дело. Они не разбират, само гледат, така на сила. Ако ме пи, апетито да им дойде, само и само повече да излапат. Пръсте ги бутат, одат у нужниката по враке, пак точат на масте. Само повече, пак да се направят. Това е истината. Едно спечали 7 и 7. 6 ето стасува. Добро бе. Дай малко войски. Кой сме ние? Ние, кой сме? Слушайте я, сега моята песна. Нека чуйте разни крафати, от пресно млеко чак до патати. Кой как му текне, така ке си свирне,
Доскапна, това место сине, даре от краба, едне от отца, кой какво сяка, така си го продава. Днеска така, не е срамота, да седите дома, без работа, без се започнете, а преди от партиите имате привилегии. Нашата мала, авака не е чиста, оти живеят 300 кучиня. Кога ке почнат бракета дават, за тишина бракета не знат. Ти сам, što nasom mi ideš, odtenut predal temno mreže. Ti jedna možeš da kažeš samo koliko sam tih i duri nežen. Iako sonut mi dal pravo da sklopam senka na seko čelo, ti iskreno kaži. Sam te navedel li nekogaš? Su kakvo delo? Ne. Silen. Sepak sam se klonel na vlasta svoja da se rešam. Da ne bi da me namraziš tajno. Da ne mi ideš. Ako ti zgrešam. Каков е универзалниот театар? Дали е тоа просто човек, односно степен на човештвото, заеднички за сите луѓе? И да, и не. Причај си, да, кога станува збор за имагинација, да, кога станува збор за човек, дете, кое се наоѓа во секој човек, кое е обидно, кое сака игри, митови, бајки. Јазикот на овој театар е аудиовизуелен. Музика, слика, збор, писмо и прилика. Среќен сум што сум дел од овој универзален театар, кој плови низ простор и низ време. На здраве. Сега сум сосема сам. О, каков подлец и каков роб сум јас. Зар не е страшно што овој, може би и овој, актер под дејството на мечтата и сонот со таква сила ќе ја плени свестата ликов негов, да бледне од страв, да бликнат солзи, да му замре гласот и вистински да живее со сонот. А зарад кого? Зарад Хекуба? Што му е она? Што е неизјавно? А така плаче. Како би зборел да имам повод за одмазда, за бол. Во поток крв сцената ќе пливне, ќе штукне врагот од описот негов и ќе го види праведниот крај. А јас сум глуп изрод, што чаме е долго мртов дремеш ко мечтата лжавен. Ни прст да кренам за себе, за кралот, чија власт и живот исчезнаа подло. Возовето свира
trska zilena neće da gore. To poveka čuvat na visoki ćuki, to poveto grmat trskata se ljule. Puškite puka, ribite igraja, sago držale, djolo darđan djolo, sago držale, peta esedena, gorski te bratja, živi žabijada, živi žabijada, emo trska slolaze. Ne znam da li знаете, ама надвор върне, ветър дува и много гърми. Сериозно. Изгледа сите оние што се горе слават. И ние заедно со нас. Ако нека слават. Затоа за нив овде вечерва ќе кажеме да здрави се. За сите оние што биле, се и ще ќе биле. Ќе кажеме некој збор за оние кои излегоа од дома, дојдоа во храмот на Божицата Талија, ги зедоа улогите на сите ликови адресирани до нив, сценски ги пренапишаа, ние сите со нив се радувавме, се смеевме, им се восхитувавме, плачевме и ја испишаа историјата на Струмичкиот народен театар Антон Панов. Нека никој и никогаш не ги заборави Олчаков, Дивна Гаврилова, Гиго Вета, Ацо Алексов, Стојан Гогов, Тинка Срвинова, Панчо Посилјанов, Душко Костовски и најмладиот меѓу нив Маријан Коцев. Мајстор Блажо, мајстор Киро, Бранко Ставрев, Чедо Христов, Зора Георгиева, Љубица Пиперевска, Ристо Костов, Душан Костов, Божидар Димитров, Георги Шарламанов, Кире Здравевски, Тинка Ристевска и сите ние. Мислите дека заборавив некој? Не сум заборавив. Ова розе винце ме подсетува на големиот туме, на најголемиот од сите. На малиот голем актер Александар Думов. Јас сум некако интимно врзан со тој човек и затоа ќе зборувам искрено и од душа за него ова вечер овде. Затоа што имаш обичај, кога дојдох овде на работа далечната 84 година, да каже дека јас сум негово 5-то дете, а мојата ќерка негово 9-то внуче. Што да се каже за него? Има многу да се каже. Верувајте ми, многу. Неговите какви дата околности од Станиславски. Верувајте ми, секогаш кога почнуваме проба, доаѓа едно врапче таму на прозорецот, чука и вика, шо правате, театар ли правате? Стално ме опоменува. Ова розе винце ме подсетува на една случка пред без малку 20 години, поточно далечната 89 година, есента на месец.
Седев дома со мојата сопруга и ми се припи розе винце. Бидејќи живеам на 5-ти спрат, се спуштив да купам розе винце. Негде на средина на зградата го слушнав гласот на Александар Дунов. Со неговата сопруга Анка, нека ја лесна земјата и нејзина. Го гледам и му викам, како сега се сеќавам, каде бе ти? Ми вика, и кажах на Анка мо, ај да одеме кај петтото ми дете да се напием розе винце. Верувајте ми, кога го загледав тој препознат профил, тие сини очи, на тој прекрасен човек, му кажа, оди горе сега каде. Се вратив, купив розе винце и седевме долго во ноќта, прикажувавме многу нешта. Утреден да замина за Скопје. И повеќе не се врати. Не се врати, остана таму. Не во Скопје. Избег. Побегна, се качи на коработ и заедно со сите други замина во вечност. Шабет спомените немилосердно. Правеа смеани сокаците, дури со помош на трамвајот наречен Желба, не го пронајдоа Тутунскиот пат. Соблазнувајќи во долината Шент-Флоријанска, ја оплакуваа смртта на Тарелкин и за векудума века ја најдоа големата награда. Потем ги оставија на ланите пред високите порти од куќата со црвено кадифе и бакарни лица, по една чашка за добар пат
и отпатуваа качени врз облаци од пудра на визита кај Станиславски. Чадат спомените до нема никаде. Овде сме во чест на спомените театарски 60 годишни. Оваа ног од прекрасниот мајски ден под кулите на Струмица е посветена на сите од Бегалка 1949 до Тибурсио и Симфороса 2009. На сите актери, автори, режисери, костимографи, сценографи, тон мајстори, осветлители, сценски работници, автори на музика, суфлери, организатори, административни работници, продавачи на билети, вратари, надворешни соработници, гости од други средини. Оваа ног е посветена на сите поранешни и сегашни аплаудери, кои отстапиле парче од своите души за во него да се задумни Струмичкиот театар. Без разлика дали неброени пати или само еднаш седнеле во гледалиштето. И конечно, оваа ног е за инет на оние кои од времето го носат во наследство конзервативното мнение дека актерите се пијаници, а актерките слободоумни мераклики по онаа работа. Но и на оние кои од само ним познати причини може би имаат речено огид до горе театар. Е Арноде, услишано им било посеканието, ама да се сотре од корен, за таа работа го нема мајсторот. Но мајстори театарски снафли имало и ке има. А кога сме веќе кај мајсторот, сестри мои, кога ќе помислам само на тие ваши фуста, кои вие со толку мака и труд сте ги переле, пеглале, набирале, китиле и штиркале, и кога ќе помислам само дека под нив се крие црна, грешна душа, ме боли. Ме боли. Помислата на тоа ме уби. И лесно има на оние мајстори кои го сработија своето, па сега од пуста земја си гледаат густо. Тешко име на оние кои ниту се таму, ниту се ваму. Но најтешко име на овие овде. На овие овде кои мораат на своите плеки да го понесат бремето на традицијата, мермерната талија помножена со 7 и горчливиот вкус дека Струмичкиот театар или Народниот театар Антон Панов денес е само сектор за театарска дејност. Почитувани дами и господа, имам чест да ви ги представам оние кои од дома се пуштени на театарска секција. И започнуваме. Струмичките глумци се радосни и на дено на театарот, и на дено кога се слава јубилеј, и на 2 февруар, ама најмногу се радуваат на Свети Јован. На Свети Јован, да, оти дури тројца ванчовци има. Ја го првиот. Сите куфери од дома да ги донесте, неговиот багаж нема да го зберете. Ване Василев. Супер женска, луда, фина, за театар Терпентина. На сцената душ да ги си ga даде само од марлоци, многу и се гаде. Издра чатбат со жлта ракијичка салата. Погодихте, нели? Јасмина Вучкова. Ако помислихте од театарот нема непотизам, това е прав идиотизм. Ни крив, ни душен. На Ален Кум, на Стојто подкуп. Шо друго да се каже? За него доста. Коста Агов. За тај глумац се е јасно като бел ден. Од трн на глок. Од глок на трн. Нема тука дрн-дрн. Не е Гогов, ама е Стојан.
Босилски од Калигула, Стојан Велков Трн. Сите имат и име и презиме, само он има две имена. Педантен и секој пат точен како примадон. Често пушта СМС, почнете јас ке долу. Това е он, Васил Михаил. Ако некој запее "Нема живот Ангелино", она ќе му каже "Има, има". Таа е таа, што ме следува нашата кокошка, а не е петел. Кој е таа? И како е? Ангелина Тренчева. Толку жени нема у театаро, колку шо он има одиграно. Тие шо викат Peace Brothers, сака да ги имитира, а може и паста за заби да рекламира. Драги мои, Ален Намов. Дојдела 90-та, ујдела 93-та. Дојдела 97-та, ујдела 99-та. Дојдела 2003-та, ујдела 2004-та. И пак дојдела 2007-та. А за ујдела ќе видиме. Нејна животна цел е да биде Гит Гел. Оливера Аризанова. Само он и никој друг у тај театар може да игра главна улога во Келавата пејачка. Сефареот има толку улоги одиграно, што нема толку влакна на главата. Манекенска става права и келава глава. Којо Черкезов? Вика оти сите глумци се леки, кажи и живачо костуме, за него, за сите метер, за него 2. Од 60 кила 160 стана. У театаро од Ванчко си тројца, он тежек утро за другите двојци. Бабачко бе, мој набор, Ванчо Кресневски. Влезе у театаро, донесе позитивен дух. А уствари дојде од Велес да подише чист воздух. У това време, ка сите сака да ти извозат банално, он това го права легално. Со Питер е на ти. Ти, Крсне Јовановски. Јаго и третиот Ванчо на сцената. Откаде биде градоначалник, сите му га знаат маанта. Ако не е на проба, тога е на браанта. Човеко се е голем меракли, за лав мабет с реки. Ванчо Мелев. Следува еден глумац, што на проби ич не касне, а многу сака голем да порасне. Вчера у куќен совет, данеска у градски совет, утра кој знаат деке. Човеко не е од вчера, знае ка се права кариера. Има исто име како идиот му председател Бранко Бенинов. У театаро одамна има повлечено нога.
и стално глума возлюбено чедо во Бога. Нема, поп. Нема, поп. И па поп. Стоп. У мене нема лажа. Цел живот е поп со истаки лажа. Ја го иде господин Артизо Кирчо Георгиев. И за крај ви представувам еден маж што има најголем стаж. Од 66-та навам има играно и Дрво, и Тула, и Барнар, и Спомени, а се до Елвис Пресли. За тексто ич не го лаза му. За главна улога не ике да чу. Статист, епизодист и средист. Најславни од Ментинци, Томе Ментино! Драги мои, овој юбилеј, 60 годишен, не е само на овие актери. Овој 60 годишен юбилеј е и на оние кои многу малку или воопшто не ги гледате овде на сцената. Рете да ги поздравиме. Тоа се директорот на Националната установа Центар за култура Антон Панов Иван Јовев, раководителот на театарот Драган Маџиров, инспициент Љупчо Филчев, суфлер Георги Василев, реквизитер Благој Грнчаров, светло мајстор Љупчо Члиев, сценски мајстор Перице Костуранов, сценски декор Георги Аризанов Спасо Мелев, организатор Сречко Гумчев, кројач Георги Кермазов, благајник Елизабета Лазарова, сметководител Света Пуџарова, маркетинг Ванчо Ристов, технички секретар Кристина Кренчева, хигиеничари Злата Калапоцева и Трајанка Стоилова. Сите тие заслужувате да голема. Ете тоа се, драги пријатели, оние што денес ја бранат честа на Струмичкиот театар. Да ги поздравиме со уште еден голем аплауз и нека овој аплауз биде воден во идните ваши аплаузи. Нека биде квасец за понатамошниот растез на Струмичкиот театар. Уште многу јубилеи и нагода. Своите плеки да го понесат бремето на традицијата, мермерната талија помножена со 7 и горчливиот вкус дека Струмичкиот театар или Народниот театар Антон Панов денес е само сектор за театарска дејност. Почитувани дами и господа, имам чест да ви ги представам оние кои од дома се пуштени на театарска секција. И започнуваме.
Всичките глумци са радостни и на дено на театъра, и на дено ка се слава юбилей, и на 2 февруар, ама най-много се радуваат на Свети Йован. На Свети Йован, да, от и дори тројца ванчовци има. Я го првиот. Сите куфери от дома да ги донесете, неговиот багаж нема да го зберете. Ване Василев. Суперженска луда Фина, за театър Терпентина. На сцената душ да ги си ga даде, само от марлоци, много и се гаде. Издва чат-пат со жълта ракиичка салата. Погодихте, не ли? Ясмина Вучкова! Ако помислихте от театъра нема непотизъм, това е прав идиотизъм. Ни крив, ни душен. На Ален Кум, на Стойлто подкуп. Що друго да се каже? За него доста. Коста Ангов. За тай глумъц се е ясно като бел ден. От трън на глок. От глок на трън. Нема тука трън-трън. Не е Гогов, ама е Стоян. По-силски от Калигула, Стоян Велков Трън. Сите имат и име и презиме, само он има 2 имена. Педантен и секој път точен како примадон. Често пуща СМС, почнете јас ке долу. Това е он, Васил Михаил. Ако некој запее "Нема живот Ангелино", она ќе му каже "Има, има". Таа е таа, што ге следува нашата кокошка, а не е петел. Кој е таа и како е? Ангелина Тренчева. Толко жени нема у театъра, колко шо он има одиграно. Тие шо викат Peace Brothers, сака да ги имитира, а може и паста за заби да рекламира. Драги мои, Ален Намов. Дојдела 90-та, ујдела 93-та. Дојдела 97-та, ујдела 99-та. Дојдела 2003-та, ујдела 2004-та. И пак дојдела 2007-та. А за ујдела ќе видиме. Нејна животна цел е да биде Гит Гел. Оливера Аризанова. Само он и никой друг от тај театър може да игра главна улога во келавата пеачка. Сафареот има толку улоги одиграно, што нема толку влакна на главата. Манекенска става права и келава глава. Којо Черкезов? Вика оти сите глумци са леки, кажи и шивачо костуме, за него за сите метър, за него 2. От 60 кила 160 стана. У театъра от Ванчовци троица, он тежек като за другите двоици. Бабачко бе, мой набор, Ванчо Кръстевски. Влезе у театъра, донесе позитивен дух. А уствари дойде от Велес да подише чист въздух. У това време, ка сите сака да ти извозат банално,
Он това го права легално. Со Питер е на ти. Тити Крсне Јовановски. Јаго и третиот Ванчо на сцената. Откаде биде градоначалник, сите му га знаат маанта. Ако не е на проба, тога е на браанта. Човеко се е голем меракли, за лав мабет с реки. Ванчо Мелев. Следува еден глумац, што направи ич не касне, а многу сака голем да порасне. Вчера у куќен совет, данеска у градски совет, утра кој знаат деке. Човеко не е од вчера, знае ка се права кариера. Има исто име како идниот му председател Бранко Бенинов. Театърот отдавна има повлечено нога и стално глума возлюбено чедо во Бога. Нема поп. Нема поп. И па поп. Стоп. У мене нема лажа. Цел живот е поп со истаки лажа. Ја го иде господин артизо Кирчо Георгиев. И за крај ви представувам еден маж, што има најголем стаж. Од 66-та навам има играано и Дрво, и Тула, и Барнар, и Спомени, а се до Елвис Пресли. За тексто ич не го лаза му. За главна улога не ике да чу. Статист, епизодист и средист. Најславниот од ментици, Томе Ментино. Драги мои, овој юбилеј, 60 годишен, не е само на овие актери. Овој 60 годишен юбилеј е и на оние кои многу малку или воопшто не ги гледате овде на сцената. Видите, ако ме прашате што значи, навистина ова е големо збиднување, па поготово не за Струмица, него и за мене. Право да ви кажам дека ме натеравте малку, враќајќи ме назад со носталгијата, да ми навират солзи во очите.
али носталгијата си е носталгија. Во овој театар поминав 36 години. На овие даски што значат живот за нас артистите. И навистина многу ми е драго што бев член во овој театар и што поминав 36 години, така да и сум многу благодарен на прекрасната струмичка публика која знаеше секогаш да не бодре и со френетични аплаузи после представата да ни ги полни срцата. А исто така и благодарен сум исто така на овој прекрасен град Струмица, кој јас секој пат го викам мој втор град, бидејќи тука 46 години поминав во Струмица, мојот живот. Тоа не е малку, право да ви кажем, тоа е половина век од животот, а половина век е многу во денешно време. Прво кога дојдов не верував дека воопшто ќе дочекам не пензија, па дури и 60 години јубилеј. Тоа е огромно задоволство, тоа е огромен репертуар, голем број представи поминале од тука. Особено ми е чест што од сите тие 60 години, 40 сум внатре. 35 активни и уште 5 години, еве како пензионер, се уште гостувам во проекти. И тоа е огромно задоволство. Јас можам да кажам само дека му благодарам на Бога што ми овозможи да се занимавам со оваа професија, да му заблагодарам на семејството што мораше да се прилагодува према моето работно време. Знаете, во театарот не постои работно време, па дури и на празници. И Наталија која го штитеше си овие години овој театар. И посакувам и младите колеги да си дочекат 60 години свој јубилеј да слават овде, во овој театар. Можно важни се овие моменти кога реминисценциите од театарската сцена, оние сеќавања и оние нови концепти идеи за еднината на македонскиот театар ќе се стават во едно купче и кога сите тие луѓе заслужни секој на свој начин ќе ги обелоденат своите заслуги и нормално ќе се потсетат на некои времења кога театарот беше храм и леп насушен во секаква смисла. И во таа насока пораката која што треба 60 годишниот јубилеј на Струмичкиот театар да ја пласира во јавноста е да што повеќе представи се работат, што повеќе млади актери си го најдат своето место и што повеќе театарски концепти бидат имплементирани на оваа сцена која навистина заслужува еден богат јубилеј, еден јубилеј кој што е дел од нашето културно наследство.